Здрасте, кои добре дојавте во моето ново видео после 2 недели. Да, буквално ме немаше 2 недели и не е тоа бидејќи немав идеи за снимање, буквално многу идеи, ама бидејќи за еден многу мал проблем со што ќе ви го кажам во текот на видео, не може да снимам 2 недели, мислам дека не можам да снимам 6 месеци, ќе ви кажам после зашто, ама сушно тоа било 2 недели, мислам дека тоа било и помалку, али нема везе. Важно, сега се враќаме јако со YouTube и се надевам дека ќе ви се свиѓа наредниот контент што ќе ви го пружам, што ќе го снимам наредните видеа и се надевам дека ќе ви се свиѓа и пред да почнеме со ова видео ставете лайк и субскрайб и уклучите го звончето за да може да ме гледате во иднината, за да имам појаки видеа. И добро, не должам многу, сега мислам дека може да започнеме со ваквото, со зошто ме немаше 2 недели. Значи се сеќавате на моето видео пред 16 дена или пред 2 недели, 2 дена, добро, значи ова што јадам бурек буквално за 10 минути и добро. После тоа видео пројде добро, фала ви на поддршката и после тоа мислев да правам penalty challenge, мислам го снимив тоа видео и го едитирав и све тоа и го објавив на YouTube и тоа пројде 20 лајка имаше, мислам дека. Да, 20 лајка како што можам да се сетам и после тоа YouTube ми го тргна тоа видео. Ја не знам зошто. И после гледам таму зошто и вика дека имало некое злобно смеење. Јас буквално немам појма какво е тоа злобно смеење, на што мислел тоа и добро, ја утре дента го кратам тој дел, значи уште го имам видеото сучувано и го кратам тој дел кај што божемски злобно смеење имало и го пуштам пак видеото и YouTube вика дека пак нешто не убаво видеото има и ја не знам зошто и ми го тргат пак тоа видео и добро, ја викам тоа видео изгледа нема да го ставам на YouTube и добро. И после одлучувам да правам читање на ваши тајни парт 2, значи го снимав тоа видео, објавив на Instagram како стори да ми пишувате и добро све тоа. Значи тоа видео го снимив, го едитирав и го средив тамнейлот и све тоа и го објавувам на YouTube и YouTube вика сум имал copyright strike, не можам да снимам 6 месеци. Мислам, само пишуваше copyright strike. Сега не знам дали 6 месеци или не, ама ја проверив на YouTube, пребарав дека зошто copyright strike, како може да го тргнам тоа и вика таму дека само 6 месеци требало да се чека за да се тргне и ја се почудив и викам неле 6 месеци нема да стигам на YouTube, шо ќе правам? Викам добро, мислам дека може и на TikTok сега ќе снимам, мислам и снимав и фала многу за 45.000 на TikTok и добро и викам леле не можам сега на YouTube да снимам 6 месеци и таму до ноември не можам да снимам и мислев јас и викам ајде да снимам на TikTok све тоа и така денеска дојде денот и викам ајде да пробам пак да објавам видео на YouTube, само да го ставам приватно него видео, само да видам дали може да се објави. И добро, јас кликам таму да се објави, некој најрандом видео најдов од галерија, кликам да се објави и тоа видео се објави, тоа видео може да се објави. Ја толку бев среќен што ми го тргна тоа copyright strike-от, мислам, сум немал за 6 месеци, туку сум имал за неколку дена или една недела, немам појма. И јас сум среќен што можам пак сега да снимам и што можам пак да ви пружам контент не само на TikTok, туку и на YouTube. И затоа од денеска понатаму пак ќе следат многу јаки видеа и фала ви за поддршката. Мислам, со 1000 и сега колку имам 1170 и нешто таму субскрайбери, немам појма, али идеме ние јако према 2000, 3000, 4000, 5000 и понатаму дека се множат сите бројки таму. И фала што изгледате ова видеото крај, малце беше кратко, али нема везе. Се надам дека следното ќе биде подоста подолго и доста подобро. Затоа ние се гледаме во следното видео, а до тогаш чао! Секој ден TikTok ви снимам, многу лайкови и фоловерси имам. Мене тука цело село ме знае, а кариерата само ми трае.